Дами и господа, задржете го стивот. Поклонете се пред генијалноста на власта и неизината надворешна политичка стратегија. Нашиот премиер е вистински дипломатски гений, кој најдобро знае каде треба да оди. Вистински граѓанин на светот, секогаш во транзитна зона, неуморен во својата потрага по остварување на стратешките цели на државата. Тој е неуморен во своите обиди да го привлече вниманието на Доналд Трамп. Што знаат дипломатите на Европската Унија за дипломатското решение да не се поддржи некаква си европска резолуција за Украина во Обединетите нации? Дошле во нашето собрание и ја рибаат нашата влада. Добро направи нашиот министер за надворешни работи, па ја напушти средбата. Нема тој време за ситници како што се некакви си резолуции во Обединетите нации. И тој е голем талент, нема што. Не толку голем како премиерот, но секако благонадежен. Но тоа не е се, дами и господа. Нашиот политичко-дипломатски генијалец направи уште еден пробив. Тој летна кон Туркија на средба со никој друг, туку со султанот himself, Реджеп Таип Ердоган. Ашколсун. И да бидеме на чисто. Генијалците од овој калибар нема зошто да се занимаваат со досадните задачи како што се водење на земјата, грижа за економијата, образованието, здравството или демократијата. Па демократијата и онака е крајно неефикасна. Значи, нашиот генијалец е таму, низ светот, каде што играат големите играчи. Следна страница, кој знае, може би партија голф со Трамп или летување со Орбан и Вучич во Golden Trump Resort во Газа или селфи со Путин. Грандиозно!